Добар ден, почитувани гледачи. Вие сте со програмата на ТВМ телевизија. ТВМ телевизија продолжува со реализација на оние емисии во кои што го спроведуваме бесплатното представување на носителите на советничките листи за предстојните локални избори 2021 година. Оваа недела ја завршуваме со носителот на листа од групата избирачи Стевче Стевоски. Господинот Стевоски, мој гостин денес во студиото на ТВМ телевизија. Добре ни дојдовте. Добре ве најдов. Стевоски, да си започнеме со разговорот, максимално да го искористиме ова време кое што ни е дадено. Станува збор за едни специфични избори, нешто слично како изборите во 2020 година, избори кои се спроведуваат во време на пандемија. Како ја подготвувавте кампањата, веќе ето 2 недели измина, и која е вашата целна група, кон кој дел од гласачкото тело агитирате? Пред се, мојата програма е заснована брз основа на реалните потреби на граѓаните на Охрид. Истата нема популистички карактер, односно во мојата програма ќе се најдат точки кои што се секојдневните проблеми на граѓаните. Што се однесува до таргетот на моите гласачи, тоа се гласачи кои што се обесправени од страна на општинската јавна администрација, обесправени од страна на самата држава, односно граѓани кои што боледуваат за правда и живеат за правда. Јас сум познат во градот Охрид како човек кој што 32 години работел честно, храбро, одлучно посветено за потребите на градот Охрид и на охриѓани, и врз основа на тоа се надевам дека моите гласачи ќе бидат од честните граѓани на Охрид. Така, кога зборуваме за обичниот граѓанин, веќе неколку турнуси наназад, па може би од самото самостојување на државата, без разлика кога има избори, се зборува за асфалтирање на улици, подобрување на канализациона мрежа и така натаму и така натаму. Зашто ќе се залагате за да го подобрите животот на обичниот граѓанин? Пред се, во мојата програма и според потребите на граѓаните на Охрид, ние треба да бидеме свесни дека митото и корупцијата во градот Охрид се еден од најголемите проблеми во функционирањето на општинската јавна администрација, општината, така и во јавните предпријатија кои што се создадени од страна на самата општина. Ние тој мит за општината Охрид да биде нарекувана како нервно деление, тој мит мора да го искорениме со тоа што јас како советник и мојата советничка група ќе притиснеме согласно сите законски норми што ни стојат на располагање, да митото и корупцијата во општина Охрид и во јавните предпријатија да бидат веќе минато. Покрај тој проблем за потребите на граѓаните на Охрид, мислам дека неминовно и ќе се залагаме да влези во програмата на општина Охрид. Гасификацијата на општината Охрид, не само на општината, него и на целото подрачје на градот Охрид и населените места. Ние во 21 век веќе се соочуваме со загаден воздух во Охрид и околината, како резултат на нерационално користење на средствата што се за грејење, средствата што се за преработувачката индустрија и тоа. Така. Кога станува збор за реализација на една предизборна кампања, барем за локални избори, не можеме да не зборуваме за локалниот економски развој на една општина, за локалниот економски развој на нашиот град. Сега Охрид нема некоја тешка индустрија, тука ни се малите и средни предпријатија за наетчиството, угостителството, туризмот. Што како советничка листа, како група на граѓани ќе направите за да се подобри локалниот економски развој, за да се подобри предприемаштвото? Локалниот економски развој на општина Охрид мора да биде поврзан. Од една страна да биде локалната администрација, заедно со градоначалникот и советот, а од другата страна треба да бидат бизнисмените, односно тие кои што го водат тој бизнис и го полнат буџетот на општината Охрид. За таа цел, сметам дека неминовно е во надзорните одбори на јавните предпријатија, во надзорните одбори на јавните предпријатија кои што ги оформуваат општината Охрид, така и во управните одбори, да присуствуваат и да бидат членови бизнис заедницата на градот Охрид. Тие требаат од страна на градоначалникот да бидат повикани бесплатно, али за интересот на градот,
да се развијат економијата на град Охрид, тие мора директно да учествуваат во креирањето на општинската политика и да бидат споната помеѓу општината и бизнисот. Во тој момент, самите бизнисмени, кои што ќе бидат членови на управни и на надзорни одбори во јавните предпријатија, ќе имаат увид врз самата состојба и потребите на бизнисот и потребите на општината Охрид. Тоа додека не го направиме, ние немаме добра општинска збарам администрација и добар град. Ќе надополнам и од една друга гледна точка. Ние денеска во управните и надзорните одбори влегуваат луѓе кои што како социјални случаеви само за надоместок од 6.000 денари, без за тоа да имаат познавања од областа за која што влегуваат во предпријатието, односно во јавното предпријатие. Значи се работи, партиите ја узурпираат целата власт, затоа денеска општината Охрид немат некој поголем придонес во развојот на бизнисот во градот Охрид. Тоа мора да престане. Значи, мислите дека членовите на управни надзорни одбори по јавните предпријатија, па и по институциите, ги имат треба да не се политички поставени? Не, во никој случај тие не треба да бидат политички. Тие што имаат врска со финансиското работење на одредена фирма, јавно предпријатие. Што имаат врска со приливот и областа во која и областа, тие немаат основни познавања. Ние денеска гледаме угостители влегле во здравствен дом. Ние гледаме дека за развојот на туризмат влегол некој со завршено емуцо образование. Се партијата да му се одолжи за неговитиот придонес во победата на партијата. Не, ние мора тоа да го направиме, да зборувам, надзорните одбори, управните одбори да бидат врз основа на доброволна основа, по предлог на градоначалникот да се создаде едно големо тело кое што ќе ја кренити економијата на Охрид, без шитета на буџетот. Ние денеска сме сведоци дека митото и корупцијата, градежните инспектори, инспекторите од Министерството за внатрешни работи, инспекторите од Управата за јавни приходи, го црпат бизнисот во Охрид со пишување на несоодветни казни, со изнуди, со уцени, со мито, со корупција. Значи, тој систем, кога тие ќе влезат во управните и надзорните одбори, тоа мито, таа корупција, тој криминал ќе мора да престани затоа што тие ќе имаат контрола врз целата работа на општината Охрид. Со оглед на тоа што со години сте се занимавале со тоа, мислите ли дека инспекторатите, општинските инспекторати имаат доволно вработени, мислите ли дека добро си ја вршат работата? Мислам дека И дали може да се направи нешто за да се подобри општинските инспекторати, ефикасноста? Јас водам реална политика, не сум оптеретен со никоја политичка партија. Само едно ќе ви кажам, јас сум сведок на многу постапки каде што при интервенција односно контрола на инспекторатите на општина Охрид, граѓаните плачат после тоа. Плачат поради изнуди, плачат поради уцени, плачат поради неосновани казни, плачат поради давање привилегии на тие инспектори. Јас во самава кампања 20 инспектори ги затекна во одреден објект, ги наполнеа кесите, заминаа од тука. На улица Аба Семин Овдека, после нив се движев. После нив ги гледам во истиот објект, 20 инспектори, едниот беше од Управа за јавни приходи, другиот од пазарната со службеното возило, ги наполнаа кесите. Отидов и кај едниот и кај другиот собственици ги прашам што е, зошто на нив не му наплаќаш, мене ми наплаќаш. Стево, молим те, рече, земи ако треба и ти, молим те, молчи зашто ќе ми оди бизнисот. Ние тоа мораме да го прекинеме еднош во овој град. Доста со фала, пријатно, земат полни кесите и заминуваат. Таков бизнис не ни треба во Охрид, ниту инспектори ни треба. Кога станува збор за стопанскиот развој на градов, знаеме дека најголема движечка сила представува развојот на туризмот. Како Охрид го гледате како туристички центар, во која насока треба да се движиме и што треба да направиме за да го подобриме имиџот на Охрид како туристичка дестинација? Викаме дека сме центар на туризмот во Македонија. Ние не знам како охриѓани до кога ќе се доведуваме во свесна заблуда дека ќе развиваме елитен туризам.
Ние сме многу далеко од тој елитен туризам, зашто Охрид нема ниту инфраструктура, ниту имат угостителски објекти, ниту има летна сезона која што трае како на приморските, зборам, туристички места, да трае 6 или 9 месеци. Кај нас туристичката сезона се знае, трае од месец мај до месец 15 септември и е завршено. Шпицот Е 2 август. Е 2 август и толку завршува. Ние треба да создадеме, услови на масовен туризам, да создадеме, зборам, поевтини аранжмани, градот како што ни се полни секоја година да ни се полни и понатака, граѓаните овдека охриджани да добијат привилегија, да добијат можност да печалат пари од тој туризам. Сите кои што сакаат да отворат некаков бизнис во тие 4 до 5 месеци, да отворат тезги, да отворат одредени реквизити. Значи сите ние треба да имаме понуда према тие што ќе ни дојдат во Охрид. Ние се соочуваме на риба, луѓето ни одат во Албанија. Нашето Охридско езеро е наше, ама на риба ќе одиме во Албанија. До кога тоа таков туризам, на кого му треба? И втора работа, ние имаме големи проблеми за развојот на туризам. Патниот правец, Охрид Свети Наум, 70 години никој не го чепка. Јас во својата програма го имам ставено и ќе стојам на тоа дека нема ништо да мрнит, ако бидам советник на Охрид, додека тој пат не се направи како што треба. Ние тамо гледаме кривини, гледаме угорнини, а широчината на изведуваните патишта пред 70 години, од едната страна до другата е 8 метра. Што треба тука? Тука треба само да се зарамни, да се пополни, да се тампонира и да се исправат кривините и ние ќе имаме пат кој што доликуваат. Албанската страна, кој што бил, знае дека од албанската страна до Чафасан веќе е магистрала. До кога ние ќе се лажиме дека инвестираме во тероризм, во туризмот, а немаме патишта? Исто така како инвестиција го имам ставено. Направен е патот од хотел Метропол над Горно Коњско, над Долно Коњско, над Шипокно излегуваат Рача. Зошто тој пат Коњско, Шипокно и алтернативен пат да биде за долниот пат, што е главниот Охрид, Пештани, Свети Наум. Значи од хотел Метропол ќе можете од горната страна да продолжите така. За развојот на туризам ние имаме трагедии, ни се случуваат секоја година. Во Кане опаѓаат луѓе, значи скокаат од Карпата, гинат. Таму која е таа инвестиција треба да ода, да се соберат камењата, да се ичисти, да се направи природен базен. Добро, да се обезбеди просторот. Да се обезбеди просторот, тоа го имам ја во својата програма, за разлика од другите кои што повторно продолжуваат со плоштади и останати работи, да се регулираат, да се организираат таму, зборувам надпревари во скок од височина и да биде место кај што Охрид нема да биде познато како трагедии во тоа кај манастирот, односно црквата Свети Јован. Така. Нашиот град, господин Стефански, се уште се соочува со проблеми во сферата на сообраќајот, имаме несредени сообраќајници, имаме недостаток на паркинг за да го спроведувате, за да го промовирате туризмот, вас ви е потребна инфраструктура. Од друга страна, пак имаме други урбанистички проблеми од сферата на бетонизацијата и така натаму. Што како Сдружение на граѓани, ако влезите, ако ја добиете довербата на гласачите, ќе направите во однос на овие прашања? Урбаната мафија, која што последниве, зборувам, 20 години зема зама во Охрид, е единствената причина за урбанистичкиот хаос во градот Охрид и причината зошто ние немаме паркинг место. Ако ние продолжиме вака да се однесуваме спрема јавните површини на градот Охрид, а посебно према централното градско подрачје, каде што не се бира начин каде да никне нова зграда, каде треба да никнат нови трговски центри, а без тоа да се почитува законот за градба и законот за просторно планирање, кај што е строго предвидено дека секоја зграда колку паркинзи треба да има. Така. Ние тоа го немаме, а никој за тоа не сноси одговорност, односно јавноста ја доведуваат во заблуда кај што викаат дека да, ние има во проектот планирано паркинг простор со подвижни лифтови, колите ќе се носат на кров или не знам каде. Ние, дали некој гледаме во Охрид, да ние имаме таков паркинг простор, а добиле одобренија и изградиле згради, а тоа не е постапено со такви паркинг простори во тие згради.
Значи тоа се работи за организиран криминал, тоа се работи за корупција, тоа се работи за стекнување со имотна корист, со пари кои што се бројат со милиони евра. Не се работи за 100 евра. Вие да изградите една зграда во центарот на Охрид и да ги одбегнете давачките кои што се предвидени за паркинг место. Тоа е чиста заработка, не треба ништо да правите. Само по тој основ. Тука тие имаат подршка од градежен инспектор, имаат подршка од советот, зборувам урбаната мафија, имаат подршка од планерот, имаат подршка од градоначалникот, кој срамота последен го става подписот на тој план. Тој го заверува подписот. Тој криминал му дава легитимитет. И сега викат, јас ќе се борам. Не може да се борите ако вие со вашиот подпис тој криминал го легализирате, а не барате одговорност. Зато барам граѓаните да бидат, зборам, овој пат малце пореални, да видат дека има луѓе кои што можат да му се спротивстават и на урбаната мафија и на башибузокот во општина Охрид. Така. Во ова предизборна кампања голем број од политичките партии ја туркаат таа така наречена зелена агенда, а ние се уште како држава и Охрид како град имаме реални еколошки проблеми. Депонијата Буково, имаме загадување на водата за пиење, имаме намалување на квалитетот на водата на Охридското езеро, имаме депонии, мини депонии кои што никнуваат, граѓаните јавуваат, реагираат. Што ќе направите во однос на човековата средина и зачувувањето нејзино што е? Пред 4 години еднаш и сега познам и пред 2 години, значи на тие двата пати кога бев кандидат за градоначалник, јас истакнав дека на Охрид, ако сакат да го задржи статутот на ЮНЕСКО, ако сакат Охрид да биде зелена, што ја викаат луѓе, област, ако сакат да биде еколошко место, ние морат да оформиме од составот на вработените во јавните предпријатија во Охрид, од составот на јавната администрација што е во општина Охрид и со додаток на стручни кадри кои што имаат завршено факултет од областа на безбедноста, да оформиме јавно предпријатие, односно да ја оформиме така наречената комунална полиција. Ние морат да имаме луѓе кои што ќе функционираат 24 часа, кои што ќе одат во Буково во секој момент од текот на денот, ноќта, месецот и годината. Ние секој ден треба да имаме патрола, еколошка патрола од урбаната комунална полиција на потегот од Охрид до Свети Наум, па да не речам и до Радожда, за да го заштитиме ние тој потек. Ние имаме само пријава за одреден узурпаторски однос према Охридското езеро од страна на истражители новинари. Немаме од јавните служби, од полиција немаме тие такви пријави. Немаме ние пријави од инспекторот што е по екологија во општина Охрид. Немаме затоа што истите не ни се движат на подрачјето на општина Охрид, односно на покрај брегот на езерото кај што е заштитено. Најголемиот проблем со тие, зборувам, урбани проблеми, со таа урбана мафија, кои се сторителите тоа што го прават? Денеска имаме еден куп, јас ги знам по име, по презиме, по пријава, од дојава од граѓани. Многу полициски службеници од МВР, началници, командири, сите, имаат узурпирано државно земјиште. Како во централното градско подрачје, така во приградските насеби, така на патот за Рамне, Олка, куќа има направено во национален парк. Затоа што бил командир, никој не му вели ништо. А ојдовме, сите се запнавме да уриваме таа куќата на таа самохраната мајка на улица Марко Несторовски и тоа го разбра цел свет дека се бориме против урбаната мафија. Не, против урбаната мафија се знае как се бори. Така. За самиот крај од нашиот разговор, една болна тема, станува збор за иселувањето на младите. Охрид држи еден неславен рекорд во нашава држава по бројот на млади кои решиле да си ја побараат среќата надвор. Немаме природен прираст со години наназад, Охрид и демографски ни старее. Што ќе направите за да ги задржите младите да ни останат тука? Во контактите со младите, јас имам контакти со сите популации што се во градот, независно вера, нација, старост, богати, сиромаси, па и зборувам и со младите. Најголемиот револт кај младите се јавуваат како резултат на нивното соодветно образование и неможност да бидат вработени и да му се даде шанса да функционираат во системот наречен Охрид.
Најголемиот проблем на тие деца се јавуваат разочараноста од тоа кога ќе видат дека нивни другари кои што не завршиле соодветно образование за работните места, како што се зборувам во општината Охрид, работните места во јавните претпријатија, работните места кои што се под државна капа, се вработува луѓе со несоодветно образование. Ние, ако направиме една ретроспектива моментално, сега ќе видиме дека двајцата кандидати за градоначалници имаат несоодветно образование за работните места на кои што конкурираат. Таму тие двајца треба да имаат завршено пред се образование од областа на кривичното право, управното право или економијата. Двајцата се доктори. Зошто двете политички партии не кандидираат човек кој што има завршено доктор за ветеринарен доктор земјоделски? Затоа што не гласаат магарињата. Ако гласаат магарињата, сигурно ќе гласаат. Значи, интересот на партиите е да се злоупотреби нивната функција, нивниот придонес за здравието на луѓето, а не за развојот на градот Охрид. Втора работа, ако влеземе во советот на општина Охрид, ќе видиме дека таму цел совет ни е нестручен. Таму немаме ниту еден со градежен факултет. Таму немаме советник од областа на екологијата. Немаме област од заштита на културно наследство. Луѓе, советници кои што треба да кренат утре два прсти да кажат се согласувам или не се согласувам. Ние во моментот во советот имаме луѓе кои што само креваат два прсти, а минуваат политички одлуки. Зато нашите млади бегаат, не му се дава шанса. Ако не си член на одредена политичка партија, нема место, нема леп за никого. Сите ние сме сведоци дека јас сум го осетил тока. Со завршен факултет за безбедност, мене цел живот ме командува луѓе кои што има завршено факултет за туризам тука. Ми стана началник, а јас мораш да го слушаш. Така. И тоа е најголемиот проблем. И кај мене е револтот. Секој треба во градот Охрид и во општеството да си го најде местото според својата стручност. Така. И за самиот крај од разговорот сосем кратко, што очекувате да изборите во недела, наредната недела? Јас се надевам дека граѓаните на Охрид ќе ме гласаат и ќе гласаат мојата советничка листа, дека ќе соберам доволно гласови да бидам советник во општина Охрид, јас, дај Боже и уште некој повеќе. Во колку ми ја даат таа доверба, јас ќе бидам Стевче Стевоски онаков како што го знаат граѓаните на Охрид 32 години. Ќе видам посветен дека ова што го зборувам нема да замине во ветар. Се надевам на успех, сепак. Мене ми останува да ви се заблагодарам, господине Стевоски, за учеството во емисијата, да ви посакам успех до крајот на кампањата уште оваа недела и секако успех на денот на изборите. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам и нас. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието. Останете со програмите на ТММ телевизија, следуваат интересни содржини.